إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bi idnillahi ta'ala da продолжimo с jedno novo poglavlje v ova izvanredna knjiga, a ta knjigата znači Kitabu Tauhid, knjigата на monoteizmот od авторот Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И сме веќе кај поглавието во кое што вели авторот баб ма джаа фи сихр, значи поглавието што е во врска дојдено значи за магијата. Значи поглавие во врска за магијата. Ма джаа фи сихр, она што е дојдено во врска со магијата, значи оние закани што се дојдени во врска за магијата и маџиночарите. Значи закани во шеријатот кои се дојдени во врска за маџијата и маџиночарите. Велит Шейх Утајмин рахимахуллах дека ес-сихр, значи магијата, гледано од аспект на јазикот, значат нешто што е скришно, нешто што не се гледа за очите на луѓето. Нешто значи што е скришно, нешто што не се гледа значи за очите на луѓето. А во верско разбирање, вели Шейх Салих ал-Ушейх, се дефинират магијата читање, дување во глуждови, во врвки. Значи да читат и да дува на тие глуждови на врвките и така после значи да им се приближуваат на шејтаните. Да им се приближуваат значи на шејтаните. И како што вели Шейх Салих ал-Ушейх хафидахуллах, што може некој да се праша сега зошто темата на сихрот, на магијата, тука се спомнуваат, значи во Китабу Таухид, поради што дека сихр, магијата е една врста на ширкот. Значи една врста на ширкот и тоа ширк голем, кој го ваѓа човекот од верата. Што значи сихрот, магијата е во спротивност со базата, со темелот на верата, а тоа е теухидот. Значи магијата е во директна спротивност со базата, со темелот на верата, а тоа е теухидот. И велит Шейх Салих ал-Ушейх хафидахуллах дека не е можно за маџоничарот да му се спроведи неговата магија освен со приближување и негова покорност према шејтаните. Значи за шејтаните да го помогнат него, да му го спроведат и да му го реализираат тој сихр, мора значи тој да им биде покорен и да прави некоја врст на ибадет за нив. Што значи зашто ибадетот е целосно Аллахово право. Значи сите врста на ибадети, не само намазот, туку и затоа не се колнет муслиманот освен во Аллах Джелешану. Зошто колнењето е ибадет. Курбанот не се прави освен за Аллах субхана ва таала. Зошто ибадет е. И сите други ибадети се само Аллахово право. Кога некој значи се приближува на шејтаните со некоја врст на ибадет, тогаш значи дека тој му прави на Аллах субхана ва таала голем ширк, и тоа него значи го ваѓа значи од верата. И вели Шейх Салих ал-Ушейх
дека магијата имат реалност. Значи магијата е вистина. Си имат некои секти во исламот кои е негираат магијата како магија. Велат дека не постои магија. Не, магијата постои, магијата наштетуваат, магијата може човекот да го разболит и дури да го убиет. Значи, ако од толку може да биде магијата, значи, да има негативно влијание врз човекот кој е нападнат од магија, што може да дојде и да го убие таа магија него, да го уништи. Затоа, значи, и гледано од овој аспект, ова е голема, значи, неправда спрема луѓето на кои им се прави, значи, магија. И исто велит Имам Уthaymin рахимахуллах дека спојувањето или зошто, значи, оваа тема тука се спомнуваат, поради што магијата, вели Шейх Уthaymin рахимахуллах, не се остваруваат освен со правење на ширк. Зошто? Зошто тие, значи, шејтаните бараат, значи имаат услов спрема на оние кои бараат да им се оствари магија, значи имаат услов да тие да бидат спрема нивни покорни со некоја врста, значи, на ибадет. И тоа е, значи, придобивањето шејтанско. За човекот да му се приближи нему со која било врст на ибадет. И тоа е зошто? За тој него да го заблуди. За тој, значи, шејтанот него да го однеси во заблуда. Во ова поглавие Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах спомнува два ајети, а првиот ајет е Аллаховиот говор: "Валaqad алиму ламен иштараhu ма лаху фил ахирати мин халaq." Тие знаат добро, оние кои учат магијата. Тие знаат добро, за оние кои учат магијата, тие немаат дел во ахирет. Значи, што значи, вели Шейх Уthaymin рахимахуллах, немаат дел во ахирет, значи дека нивните дела се уништени. Значи, немаат дел во ахирет, значи нивните дела се уништени. Дека нивните дела, значи, се уништени. И оние кои највеќе, вели Шейх Уthaymin рахимахуллах, практикуваа, значи, магијата, беа евреите. Значи, оние кои највеќе практикуваа, значи, магијата, беа евреите, и тоа тие го тврдеа дека им го научил Сулејман алейхи селату вассалам. Значи, тоа тие се бранеа и се оправдуваа дека таја работа не има научено пегамберот Аллахов, а тој е Сулејман алейхи селату вассалам. А Аллах субханаху ва таала во неговата книга ги има Сулејман алейхи селату вассалам од ова работа очистено. Зошто вели Аллах субханаху ва таала: "Ва ма кафара Сулејман, ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحرا." يعلمون الناس السحر. Значи, Сулејман алейхи селату вассалам не направил куфр. Значи, Аллах џелешану вели Сулејман: "Ва кафара Сулејман." Значи, Сулејман не направил куфр, но шејтаните направија куфр поради што? Поради што тие им го учеа на луѓето сихрот, магијата. Значи, поради учењето на магијата, значи, стана, значи, неверници. Исто, ајетот други кој го спомнува тука Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, а тој е Аллаховиот говор: "Юминуна бил џибти ват тагут." Тие веруваат во џиптот и во тагутите. Ел џибт, велит Омар ради Аллаху анху тука, е сихр. Значи, магијата. Со џибт, значи, тука се подразбират магијата. Значи, тие веруваат во магијата и во тагутите, а тагутите ги имат објаснато тука во овој контекст Омар ибн Хатаб ради Аллаху анху со шејтаните. Значи, веруваат во магијата и во шејтаните. Веруваат, значи, во магијата и во шејтаните. А вели Џабир ибн Абдилlah ради Аллаху анхума: "Ат-тавагит", тавагит, значи, тагутите се оние кухан, се фалџорите, кои им слагаат на нив шејтани и нив ги имат во секоја една населба. Значи, тие фалџори, значи, во времето на арапите, постоја во секоја една населба и луѓето дури одеа кај нив да бараат пресудување.
Значи, велят дека овие се знаени луѓе, имаат познавање, одеа кај нив и тие да осудат, да пресудат за нивните кавки и недоразбирања. Значи, толку беа заблудени. Исто ова е во врска за евреите. Значи, тие веруваа во джиптот, джипт, што значи во магијата, и во тагут, значи во тагутите што тука го објасна Омер ради Аллаху анху со шејтани. Шејх Салих ал-Шејх Хафидахуллах велит во врска со Аллаховиот говор وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Значи тие знаат добро за оној кој учи магијата, тој нема дел во ахиретот. Вели Шејх Салих лемен иштара. Она значи иштара овде, значи кој е купил магијата. Зашто арапски шара иштара, значи е купувате. Што купил тој тука? Е купил значи магијата. Е купил значи магијата. Ел иштира, вели Шејх Салих ал-Шејх, ел иштира е да земиш ти некоја вредност и во спротивност на таа вредност да платиш некоја цена. Значи ел иштира, значи како купопродажба. Значи купопродажба. Што е овде сега купопродажбата? Шејх Салих ал-Шејх вели, овде цената кој човекот ја плача за учењето на сихрот е теухид од негов. Значи цената која плача човекот, значи ти земаш нешто. Што земаш? Сихрот го учиш, магијата, ти се научува од страна на шејтаните. Сега ти што им даваш спротивна цена, со што ја плачаш тоа што ти учат тие, го плачаш со теухидот. Значи со уништување на твојата вера, со станување на мушрик. Значи ова е иштара, значи ел иштара, значи зел нешто, што зел тука? Учел сихр, учел магија. А што да во спротивност како цена што ја платил таа магија да ја научи? Неговата вера. Значи ја продал со други зборови неговата вера, неговиот теухид и неговиот иман. Потоа испомнува тука Шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах еден хадис кој го пренесуваат Абу Хурейра ради Аллаху анху, дека пекамберот алейхи салату вассалам вели иджтенибу ес-себ'ал мубиқат. Во овој хадис вели пекамберот алейхи салату вассалам оддалечете се од 7 уништувачки гревови. Оддалечете се од 7 уништувачки гревови. И ова на арапски иджтенибу е многу значи поинтензивно, многу позвучно од што да ти се речи утруку. Утруку исто значи оставите ги. Ама иджтенибу значи ти бегај многу далеко од нив. Значи ти во една страна, ти во друга страна да бидеш. Значи толку да бидеш оддалечен од овие 7 гревови. Кои се уништувачки, значи за човекот. И ова пекамберот алейхи салату вассалам значи го рече општо, без да објасни кои се тие 7 уништувачки гревови. Ова е многу важно во врска за учењето, во врска за предавањето. Кога некоја работа иде општа и после оној кој слушат прашува за тоа, значи радозналец е, сака да знаат, тогаш тој повнимателно слуша за таа работа кога тој више прашува, од што да почне да му каже некој, а тој без да внимава што му се кажува. Тогаш рекоа сахаба редвануллахи алейхим, ја Расулаллах, ва ма хунна. О Аллахов пекамбер, о Аллахов посланик, кои се тие 7 грева, уништувачки гревови? Тогаш рече пекамберот алейхи салату вассалам, првиот грев е ширку биллах. Е ширку биллах значи да му направиш на Аллах субхана ва таала ширк. И како што вели Шејх Салих ал-Шејх тука во овај дел на хадисот, значи ширк или во рубубија, или па во улухија, или па во есмао сифат. Значи да речиш ова створение, кој да е тоа, дали е мелаче, дали е тоа човек, ги имат истите имиња и својства како што имат Аллах субхана ва таала.
Значи ти му правиш тогаш ти ортак на Аллах Джелешану во есма во сифат. Или да речеш дека има други кои створуваат и кои снабдуваат и кои го управат овај универз, овај свет. Исто ова е ширк, значи во рубубија. Или па да речеш имат и други кои имаат право да бидат обожавани освен Аллах субханаху ва таала. Ова е ширк тогаш во улухија. И ширкот значи не се простит. Како што вели Аллах субханаху ва таала: "Инна Аллаха ла јагфиру ан юшрака бих, ва јагфиру ма дуна залика лимен јаша." Значи Аллах субханаху ва таала не опростува да му се прави нему ширк, а опростува она што е под ширкот кому сака тој. Значи големите гревови, како што имаат алимите земено од овај ајет правило, големите гревови што не достигнуваат во степено на куфрот и ширкот се под Аллаховата волја на судниот ден. Што значи това? Ако сакат Аллах Джелешану, од неговата милост му се смилувува на неговиот роб и го пуштат во дженнет и му ги опростуваат гревовите што имаат правено. Или ако сакат од неговата правдост, со неговата правденост, го казнуваат во джехеннем, го очистуваат од тие гревови што имаат правено, но крај од неговиот дженнет пак. Зошто ние веруваме Ахлусуна вал џемаа веруваат цврсто дека оние грешниците од овај уммет кои влагаат во джехеннем не остануваат за секогаш. Не остануваат за секогаш. Туку за едно одредено време. Колку Аллаху алем. Аллах Джелешану знае најдобро. Ама кој умира со ширк, за него значи немат. И затоа Шех Фаузан хафидахулlah вели многуте муслимани кои немаат знаење и ја земаат верата со емоции, за ним се големи гревови, значи за ним се најголеми гревови и над ширкот дури го гледаат, значи блудот, крадењето и слични работи. Што и ние велиме да, тие се големи гревови во исламот, но не достигнуваат степено на ширкот. А да им кажеш, и ова ви ги има објаснато, еднаш ги има спомнато во минатите дерсови со историјата со Шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, со петелот, со кокошката. Значи, да, тие мислеле леко влегле дома во нова куќа, заклале тие тој петел и забериче да бараат од таа крв и таму и така натаму. Тоа не им оставило никакво на да им впечаток, ахсент, ова беше. Никаков впечаток. Ама ако слушнал дека некој со неговата комшијарка имал односи, тога значи одма почнале да вријат крвта кај нив. И тогаш им рекол, уште еднош китабот Таухидот почете да го почнуваме. Зошто не се го сватиле уште Таухидот? Од почеток уште еднош. Исто вели Аллах субханаху ва таала: "Иннаху мен юшрик биллах фақад харрама Аллаху алейхи ал-џенна ва маъваху ан-нар ва ма лиз-залимина мин ансар." Значи онај кој му прави ширк на Аллах субханаху ва таала, рековме дали е тој во улухија или во есма ва сифат или во рубубија, кој му прави на Аллах субханаху ва таала ширк, за него е харам станат дженнетот. Значи забранет. Тој не може да почне. И неговиот крај е огнот, пеколот. И неправдените луѓе немаат да имаат некој што ќе им помогне. Значи поддржувачи, никој нема да им помогне нив, значи. И најголема, како што му има речено Лукман алейхи салату ва салам на својот син, дека ширкот е најголем зулм. Значи инна ширка ла зулмун азим. Навистина ширкот е најголема неправда. И Лукман алейхи салату ва салам, значи кога го почна да го учи својот син, да го советуваат и да му дават поуки, прва работа значи го предупредуваше од ширкот. И да биде значи спроведуваш на теухидот. Значи ова прва работа. И му кажува значи да му го вкоренит иманот во неговото срце, да Аллах Джелешану него го гледат. И све знае што правите. Ова акида, ова е многу важна акида кај муслиманот. Кога тоа дете ќе знае дека Аллах Джелешану него го гледат и го слушат и знае што прави тој во секој еден миг и кога во на големата темнина, тоа има да биде искрено тогаш. Значи затоа значи многу е важно да им се всади на децата таухидот. Како? Значи зошто Аллах субханаху ва таала има спомнато случката со Лукман алейхи салату сам и неговиот син во Куранот. Зошто? Не се тие случки спомнати само да ги читаме ние вака случајно. Не, да земиме поука. Да земиме значи поука.
И кога го праша Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху анху, го праша пекамберот алейхи салату вассалам, еју замби а'зам, кој грев е најголем грев, ја Расулаллах? Тогаш му рече пекамберот алейхи салату вассалам, ан тадж'ала лиллахи ниддан ва хуа халакак, да му направиш на Аллах джелешану ортак, да му направиш на Аллах джелешану другар, а тој тебе ти има створено. Ова е најголем грев. И вели тука имам Усемин рахимахуллах. Значи Аллах джелешану те створил, ти дал сите убајни, и риск, и живот, и сите работи, и сега ти како можеш нему да направиш ортак? Како е вели Шейх Усемин рахимахуллах, да еден човек од луѓето ти прави добро тебе. Ти прави добро, ти чини добро. И ти сега земаш еден други што не ти прави тебе никакво добро и му правиш ортак на тоа што ти направил добро. И нему му се захвалуваш. Тој другиот што ти направил тебе добро, кажи што е со тебе сега? Значи како е можно тоа? Како е можно? Значи не го прифаќа, значи логиката здрава да тебе човек ти направил добро, ти него не му се захвалуваш, му се захвалуваш на други што ти не има ништо направено добро. Значи ова не е тамам. А како е со Аллах джелешану, значи? Што имаме целиот нашиот живот и све што поседуваме од Аллах субханаху ва таала. Значи прва работа која спомна тука пекамберот алейхи салату вассалам од 7 уништувачки гревови е прва работа ширкот. Втора работа е сихр. И тоа е поради што тука шейхот рахимахуллах го донесол овај хадис. Значи, зашто темата е сихр, магијата. Значи, втор уништувачки грев кој го има спомнато тука пекамберот алейхи салату вассалам, тие 7 е магијата. Значи магијата од оние значи гревови кои човекот го уништува. И како што вели Шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах, дека прво што се спомна овде на почетно ширкот општо. Ширкот према Аллах джелешану општо, а сихрот сега се спомнува тука специфично. Тоа што сихр, магијата е една врст од врстовите на ширкот. Значи не е целиот ширк само во магијата, туку има ширк значи и во курбани, и во барање помош од мртви, и во други работи. Значи, ама една од тие врсти е магијата. Една од тие врсти значи е магијата и таа е значи како што вели тука имам Усемин рахимахуллах од огромните кривични дела. Од огромните кривични дела кои се прават против еден човек. Зошто? Зошто магијата врз оној кој си има направено таа магија, му го уништуваат дуњалокот и неговата вера. Тој стануваат како едно животно. Тој станува, значи, му ја расипуваат, вели Шейх Усемин рахимахуллах, слушај добро, вели Шейх Усемин рахимахуллах, му ја расипуваат неговата природа. Неговата фитра му ја расипуваат. Значи тој не може да се земи при себе. Значи тој не е токму, значи не е ментално, значи тој има нонсто, значи како да има нешто во него проблеми. Значи му се расипува нему што неговата природа, онака како што ги има Аллах джелешану створен, му се расипува. Поради тој сихр, поради таа магија. И тоа е значи и затоа значи таа е огромна неправедност. И како што вели тука Шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах, вели Шейх Салих ал-Шейх дека е задолжност за муслиманите да тие да бидат предупредени и да предупредуваат другите од магијата и од врстите на магијата. И ако знаат за некои луѓе дека работат со магија, се занимаваат со магии, да тие луѓе да ги пренесат, да ги дадат кај надлежните органи. Да се пријават, значи, кај надлежните, значи, органи. Зошто? Вели Шейх Салих ал-Шейх, дека рекле имамите на оваа вера. Не влегла во никое место магијата, односно не се расширила магијата во никое место, освен во тоа место се расширило, значи, пропастување, неправда, непријателство, изминување на границите.
Значи, све поради таа магија. Значи, станува тука непријателство меѓу луѓето. Мржа, значи, омраза, може да дојде значи, до тепање, до убиства, до неред. Се поради таа магија. Значи, затоа е тоа задолжност за секој муслиман да ги пријави тие луѓе кај надлежните, значи, органи. Потоа, третиот грев, уништувачки грев, кој го спомнува тука пегамберот алейхи селату васелам, а тој е وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Значи, убивањето на еден човек, што Аллах субханаху ва таала го забранил. Односно, значи, неговата крв е забранета да се допрет. Значи, и тоа е од 7 уништувачки гревови, кои трети поред тука се спомнуваат. Значи, од огромните гревови е да човекот, значи, да убие невин човек. Се некој кажа, ако тој е виновен и си го убил, не му велиме, не смееш пак. Зашто ти немаш право да спроведеш тие казни, како индивидуалец. Тие казни се спроведуваат, значи, од надлежни органи, од државата. Значи, од државата, не од поединци. Значи, ова исламот го забрануваат строго да ти сам да ја земиш власта во рака. И вели човек ми направил неправда, не го удри го, не го мани го, не го испукај го, не знаш што, не. Ова во исламот е строго забрането. Ова нема место во нашата вера. Па ти речиш, па овде нема шерија, што ќе правиме? Добро, нема шерија, судниот ден тогаш оставаме. Судниот ден готово. Ти веруваш во судниот ден? Но во судниот ден е казната поогромна, пожестока. Тогаш оставаме за судниот ден. Ти нема, значи, се помируваш со тоа, баракаллаху фикум. Значи, од најголемите гревови е, значи, убивање на една невина душа. И овде, значи, невина душа, значи, се подразбира, значи, инсаните, луѓето. Не е овде, значи, во врска овца, курба, нешто прање, пример некој теле или камила, значи, нема овде, не се подразбира тоа, значи, невина душа, значи, да речеш овде влагат исто, го содржуваат и овците, и кравите, и камилите, и така натаму. Не. Значи, со невина душа, значи, бени Адам. Значи, синовите на Адема. Значи, жени и мажи. Исто, четврти грев кој го спомнува тука пегамберот алейхи селату васелам, од огромните гревови, од уништувачките гревови, еклу риба. Каматата. Значи, конзумирање на каматата е од најголемите гревови и уништувачки гревови кои ги има спомнато тука пегамберот алейхи селату васелам, значи заедно ги има спомнато со ширкот, со магијата, со убиството. И тоа, значи, исто тука, после, значи, еклу риба, јадењето на камата. Значи, во нашата вера е забрането строго каматата, ни да даваш, ни да земаш, ни да учествуваш во такви, значи, договори. И вели, значи, имам Малик рахимахуллах, вели дека јас го читав Аллаховата книга и не најдов, значи, поголеми закани после ширкот за други грев, освен за каматата. Зошто Аллах субханаху ва таала на оние луѓе кои се занимаваат со камата, им објавил војна. Значи, Аллах Джелешан им објавуваат војна на оние луѓе кои се занимаваат со камата. Исто, од 7 уништувачки гревови, а тоа е следниот, а тоа е еклу малил јетим. Да го јадеш или да го земаш богатството на еден јетим. Велит Шейх Утемин рахимахуллах, кој е јетим во шеријатот? Во нашата вера, кој се дефинираат како јетим? За да знаеш ти, значи, дали тој јетим или не е јетим. Вели Шейх Утемин рахимахуллах, јетим е оној
на кого татко му негов умрел пред тој да стане возрасен во исламот. Значи, тој е тогаш јетим. Зошто? Јетим, вели Шейх Утемин рахмал на арапски јетим, зборот јетим, иде од зборот, значи, оној кој имат изгубено онега кој му носи храната дома. Значи, кој му носи на човекот, на детето, на фамилијата, кој носи храна, јадење, пари дома, печалба, значи таткото. И значи тој ги имат изгубено него и затоа значи се нарекува јетим. Значи јетим е оној на кого му е умрен татко му пред да стигне значи во возраст. Ако му умре мајка му, вели Шейх Утемин рахмал, тогаш не се нарекува јетим. Значи се случува пред мајка му умрела и тој во мала возраст, 5 годишен, 6 годишен, умира мајка му, татко му живи. Ова не се вика јетим. А ке нас го потребуваат и за истото, иако умре на мајка му, татко му е жив, јетимче или јетимје. Не. Шеријатски гледано тој не е јетим или таја. Тој или таја јетими се кога им умират татко. Татко значи, татко од нив, тогаш се тие јетими. Дали се машки или женски. Тогаш се тие јетими, се до возраста, значи, до возраста, да бидат, значи, возрастни спрема шеријатот. Што значи, кога стануваат возрастни, иако немаат веќе татко, не се викаат јетими тие појчи. Не се викаат јетими појчи тие. И велит Шейх Утемин рахимахуллах, мудроста, зошто тука е спомнат јетимот специфично? Зошто јетимот е спомнат, зошто јетимот или јетимчето нема тоа можност да се бранит. И немат кој да го бранит исто. Тој е немоќен, мал. Може да му земиш, може да ги излажиш и нема никој може да запримети. Затоа тој значи највише заслужуваат да имаш сожалување со него и да бидиш милости со него и да го заштитуваш. И да го заштитуваш. И затоа велит пекамберот алейхи салату во други хадис, велит значи ја јетимот во џеннет сме ваке. Ја и она што се грижи за јетимот, ваке сме во џеннет. Значи јас, вели пекамберот алейхи салату јас и оној кој се грижи за јетим сме во џеннет ваке. И покажува со показалецот и средниот прст заедно. Значи што значи тоа? Многу блиско. Значи многу блиско, значи да гледаш, да одгледаш значи јетим, да се грижиш за еден јетим, ова значи огромна работа во исламот. Огромна работа. И во многуте ситуации, значи, може да се случи да тоа богатство што ги има тој јетим, да го имат после некој близок од фамилијата негова. Дали тој чичко негов, дајџо негов, миџо негов и така натаму. И тогаш луѓето не можат да заприметат кога тој му го злоупотребуваат богатството на јетимот. Затоа значи овде дојде на ова предупредување, ова жестоко предупредување, дека јадењето од парите на јетимот е од огромните гревови. И овде е спомнато јадењето, но не значи само овде влагат заканата во врска со јадењето. Ако ти потребуваш парите од јетимот за јадење, ти можеш парите него да употребиш, вели Шейх Утемин рахимуллах, за кола, за куќа, за мебел да купиш, значи намештај дома. Следиш не па дојдено во хадисот да јаеш богатството од јетимот. Епа не го јадам, ќе купува со парите него кола или земјишта. Значи истата закана влагат. Истата закана. Исто од големите гревови е, велит пекамберот алейхи салату вассалам, ат-тавалли јаум az-захф, напуштање на бојно поле. Од големите гревови е да напушиш бојно поле. Значи да напушиш битката. Значи напуштање на битка е од големите гревови. Зошто? Зошто вели Шейх Утемин рахимахуллах, напуштање на битката
ова им ги окршува срцата на муслиманите. Значи војскава муслиманска кога заприметува ти или неколку им го вртиш грбот нивни, бегаш и оставаш на цедило, ова им ги демотивирата и им ги крши срцата. Една работа. Друга работа, со ова напуштање на битката на бојното поле, ги појачуваш неверниците. Зашто неверниците добиваат чувството дека тие више се одат за напред. И овие се огромни работи. Оваа работа, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, се влагаш во оваа закана, се додека неверниците на другата страна се исто во број како муслиманите, или само дупло. Ако се повеќе од дупло, тогаш смееш да напушиш бојно поле. Например, ако се муслиманите 100, тие се 200, не смееш, мора да стоиш тука. Ако се тие повеќе од 200 нагоре, 220, 230, 250, 300, 400, тогаш дозволено е. Или вели Шейх Утхаймин рахимуллах, ако исто обуката на муслиманите е многу послаба од обуката на тие што се во другата страна. Пример, ти имаат ракети, имаат авиони, ти немаш ништо од тие работи. Тогаш ти се уништуваш со твоите раце. Овде треба да напуштиш. Да се тргнеш, да се повлечеш. Овие работи затоа кои ги преценуваат? Владарот. Значи, владарот гледат колку е бројот нив. Затоа пекамберот алейхи салату ва салам во една од битките, не се сечава се во која битка, дали беше во Бедр, ми се чини во Бедр беше, или во друга битка, праќаше увек кај мушриците, еден од сахаба скришно да појд, да прашаат колку камили колат на ден. Зошто колку камили на ден колат тие? Зошто се знаеше ке арапите во времето, од прилика се, не збориме за 23 плюс минус, една камила 100 души ја јадат. Што значи, да ако заколат тие денеска 10 камили се 1000 души. Значи, зошто? За владарот, пекамберот алейхи салату салам, да знаат која е бројката таму што стои. Што се припремат, за да знаат муслиманите, значи која бројка имаат и тие. Дали мојме или не мојме. Гледаш, овие се многу важни работи, овие се значи задачи на владарот. И владарот знае државата колку е спремана, колку е обучена и колку не е обучена. И тој дава наредба да се пушти или да не се пушти. Значи, овие работи се многу важни. Баракаллаху фикум. Исто, а тоа е последниот тука уништувачки грев кој го има спомнато пекамберот алейхи салату ва салам, а тоа е وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Обвинување на оние на невините жени за зинахчарки. Значи да ги обвиниш, односно да обвиниш една жена невина. Гафила, таа е во гафла. Значи таа е за таа работа иш не мојот умон нејзи. Ти баш не ја дојде да ја обвиниш за зина, за блуд. Ова од огромните гревови. Значи затоа треба да пазиме многу, значи што збориме ние сустрите наши. Тој оста и овде пази. Овде се спомнати жените, но исто влагаат и мажите. Значи да обвиниш еден маж, едно машко, значи муслиман, за зина. Ова е огромна работа. Ова е, значи, огромна работа, што треба, значи, што вели Аллах Джелешану, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Оние кои ги обвинуваат
невините жени за зина и не носат 4 сведоци. Не носат 4 сведоци. Тогаш удрете и тие што обвинуваат со 80 камџици. Значи, ова го прават власта ова, надлежните органи, со 80 камџици. ولا تقبل لهم شهادة. شهادة أبدا. И нема да ги прифаќате нивните сведочења никогаш. Значи, отпаѓа неговото сведочење, не се зема тој за сведок. И вели Аллах џелешану: وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. И тие се фасици. Значи, грешници. Кој? Оние кои дошли со таја клевет, со таја обвина, да речат, значи, дека таја или тој муслимана се паднати во зина. Значи, ако видиш сам некого во зина, како што Шейх бин Баз рахимахуллах, ако видиш сам, како да не си го видел, го забораваш. Значи, немаш и тука да на судија, или судија ја го видов него. Судијата вели кажеше тројца други. Нема, па тогаш ќе ги знаеш 80 камџици. Значи, затоа шеријата тоа работа ги кини, значи, за да не дојде до вакви, значи, нереди. Ама зошто се спомнати тука појчи, значи, женскиот пол тука во хадисота, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, зашто појчи се случуваат меѓу жените една со други да се обвинат за зина. Жените побарзи се во овие обвини. Абе, таја е ваква, амо и таја е ваква, што знаја. Прва, втора работа, работата е пожестока да се обвините една жена што еден маж. Зашто тогаш обвинувањето на една жена за зина, тоа значи дека ти ја обвинуваш во незините деца. Дека не биле можат со истиот маж. Значи, мој таа, значи, има пример 3, 4, 5 деца, тогаш кога обвинуваш со зинати неја, значи, мој да мисля луѓето дека тие деца не се од нејзиниот сопруг кој го има таја. Значи, затоа, значи, овде треба јазикот многу чување. Многу чување, значи. И потоа спомнуваат авторот рахимахуллах исто неколку пренесувања од сахабите од пегамберот алейхи селату ва селам во врска со маџуничарот или маџуничарите. Како што тука пренесувањето од Џундуб ради Аллаху анху велит: "Хадду сахир торбатун бис-сайф." Казната за маџуничарот е да се гаѓат, да се удри со сабија. Значи да се удри со сабија, значи да главата му се скине. Значи ова кој го прави пак? Држава. Значи надлежни органи. Значи држава со сите значи работи што има држава. Не поединци. Строго забрането за поединцови работи. Значи државни органи, ти ова работа, и ова работа исто се истражува, значи. Значи како рекоме, ова е кривично дело, како што рекоме пред малца. Значи државата се мој ти да го наклеветиш некој дека е маџоничар. И мислиш ти, само што рече ти маџоничар, ајде ти овде наред тебе, го чекавме ние. Одвај чекавме се, немаме друга работа. Не. Ако ти немаш докази па работи, накрај можеш да го издаеш. За клеветени работи. Значи овие се работи опасни. Овие, значи ова работа дојде хадду сахир дарбатун бис-сайф, како што е Џундуб ради Аллаху анху, ова може години да трајат. Истражување, па гледање, па све, па дојде до вакви заклучоци. Па да се донесе, значи, од главниот, значи, владатер во државата, да се донесат, значи, вакви одлуки. Исто во Сахих al-Bukhari عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. Пренесуваат Баџала ибн Абда рахимахуллах дека Омар ради Аллаху анху им напишал, значи беше тој халифа, владарот на муслиманите. Им напишал, значи, на местата кај што има муслиманите под нивно, значи, владење, им напишал писмо да ги убиете секој маџоничар и маџоничарка. И вели, значи, Баџала дека 3 ги убивме. Значи, 3 ги има убиено.
Isto se prenесуваат од Хавса радијаллаху анха, черката од Омера радијаллаху анху, дека таја исто, значи, предаде една маđиничарка, зашто таја му направи нејзи и направи нејзи, значи, магија. Направи магија и тогаш, значи, предаде кај надлежните органи и така што, значи, беше после тоа убиена. Овде вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах дека во врска за оваа казна, дека се спроведува спрема маđоничарот од надлежните органи, вели имам Ахмед рахимахуллах дека ова е пренесето од тројца од асхабите од пекамберот алейхи салату вассалам. И потоа на крај, значи, ги спомнува шехот, шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, тие заклучоците, меселињата. Првото меселе е тоа во врска со ајетот, значи тие многу знаат добро или знаат дека оној кој учи магијата, дека нема дел во ахиретот. Второто меселе е тефсирот во врска со тие веруваат во ел-џибт во тагут, што значеше џибт, значи магија, во тагут, значи шејтанот. После исто вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, ет-тагут, тагут, значи, може да бидат во редовите на џиноите, од џиноите, или може да бидат од редовите на инсот, на инсанот. Другото меселе, а тоа е знаењето за 7 уништувачки гревови и дека тие се забранети. Другото меселе, а тоа е 6-тото, вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека маđоничарот, значи, прави неверство. Значи, маđоничарот со учењето на магијата, со правење на магијата и така натаму, тој прави куфр. И исто 7-то меселе дека казната негова е тоа што се спомна, значи, во пренесувањето од Џундуб радијаллаху анха и Хавса радијаллаху анха, но како што рековме, тоа го прават, значи, владари легитимни. И 8-то меселе, тоа последното, вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кога магијата и маđиничарите постоеле во времето на Омера радијаллаху анху, како е тогаш во нашето време? Како е тоа во наше... И сега, како е во нашево време после 200 години на шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах? Дори денес се прават реклами за тие маđоничари и ги рекламираат на телевизија и на канали и на YouTube и на други работи и на новиња. Баракаллаху фикум. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.